Во битката помеѓу Истокот и Западот каде се наоѓа Западен Балкан? Зошто недобивање датум во јуни се третира како безбедносно прашање? И дали Европска политичка заедница значи алтернатива или пат кон полноправно членство до Европската Унија? Гледате Европат. Останете со нас. Господине Стојковски, најпрво ви благодарам за разговорот. Да преминеме веднаш на темите. Колку Преспанскиот договор придонесе за безбедност во регионот? Па имајќи во предвид дека со Преспанскиот договор разрешивме еден долгогодишен или повеќе деценијски замрзнат спор, гледајќи ги ефектите пост Преспанскиот договор, брзата интеграција на Македонија или Северна Македонија во НАТО, разрешувањето на неколку, можеби јас не ги третирам баш така прашања, ама идентитетски прашања, гледајќи, особено имајќи во предвид моментот на признавањето на автокефалноста на Македонската православна црква, мислам дека тоа се видливи придобивки од Преспанскиот договор, и тоа се видливи придобивки од аспект на стабилизирањето или на смирувањето на државава и на регионот во целост. Последните пораки од европските челници се дека недобивањето датум за Скопје и Тирана во јуни ќе донесе веќе безбедносно прашање и дека ќе донесе криза во регионот. Може ли да им објасните на граѓаните зошто, на кој начин? Ова го зборувам веќе подолго време. Меѓу другото имав можност да презентирам дел од нашите истражувања пред политичките директори на Министерството за надворешни работи на државите членки на НАТО и тогаш исто аргументирав дека станува збор за безбедносно прашање. Можеби не е проблем на НАТО, бидејќи сите три држави членки на НАТО се во НАТО и немаат спорови помеѓу себе. Меѓутоа, кога ќе ги погледнеме кои се државите, каде се наоѓаат, врската помеѓу секој од државите, многу е јасно зошто станува збор за безбедносно прашање. Најпрвен, проблемот е помеѓу Бугарија и Северна Македонија, две сојузнички од Алијансата. Проблемот е во ЕУ, меѓутоа сојузниците во Алијансата не треба да имаат отворени прашања помеѓу себе и треба да бидат во можност или да имаат капацитет низ диалог да наоѓаат решение на за своите проблеми. Дополнително, трета држава е инволвирана во целиот процес, повторно проблемот е на ЕУ, меѓутоа третата држава е исто така членка на НАТО, зборувам за Албанија. Сето тоа го ослабнува јужното крило на НАТО, ја ослабнува заедничката одбрана на НАТО и остава простор за авторитарни режими или пак за други малигни влијанија, остварување од страна на држави кои што не ги посакуваме или пак воопшто не ни помислуваме на нив. Францускиот претседател Макрон излезе со една нова идеја, Европска политичка заедница, како треба да се гледа на оваа идеја на Макрон, која што ја потрша и Шарл Мишел, особено неговите пораки од Тирана. Дали како пат до вистинско членство, полноправно членство на Македонија во Европската Унија или пак како алтернатива за недобивање на датум? Вака. Ќе бидам брутално искрен и за вас и за вашите гледачи. Алтернатива на членството во Европската Унија нема и ако треба да преговарам за членство во политичката унија, за потоа да преговарам во членство во унијата, за потоа да чекам некакво квази решение или квази членство одложено, транзиционен, безбедносен период, како сакате да речете го, не ми треба воопшто. Убаво е кога се соочуваат со проблеми и наоѓаат или се обидуваат да изнедат решенија лидерите, европските лидери, меѓутоа им треба малку повеќе храброст и малку поголема визија, како што некои од нивните претходници во минатото покажале. Еве зошто не се сложувам со Европската политичка унија. Франција и порано давала предлози кои што потоа самата ги бойкотирала или пак ги уништувала. Европската политичка заедница од 50-тите исто така француски предлог кој што Франција самата го саботирала. Не се сложувам со ваквиот предлог затоа што не го знаеме исходот кој ќе биде.
Не знаеме дали обврската која што ќе треба да ја преземеме, затоа што членството во политичката унија нема да биде дадено, ќе треба да биде реализирано на база на некакви критериуми. Ако имаме некакви критериуми, тогаш дали застануваме тука или продолжуваме понатаму. Дали смееме да застанеме таму или треба да продолжиме понатаму. На крајот на криштата Франција многу добро направи пред неколку години кога инсистираше на промена на методологијата и мислам дека се многу среќни и многу горди на својот успех, затоа што методологијата дава забрзана интеграција секторска во рамките на кластерите. Како напредувате во кластерите, така имате можност повеќе да учествувате во процесот или да добивате поголеми права. Нека го искористат тоа. Она што на Унијата во моментов и пречи е моментот на донесувањето на одлуките. Меѓутоа, за Северна Македонија, за Албанија, за Црна Гора, за Србија, за Босна, за Косово, нема време да чекаме за тие да се договорат дека ќе го укинат ветото. Ние мора да најдеме некакво решение и можеби би бил согласен со политичка или геополитичка унија, ако процесот продолжи, ако ние се обврземе од моментот, не само ние како држава, туку и Унијата и сите 27 држави се обврзат дека процесот ќе биде временски обврзан, ќе трае одреден број на години, ќе бидат исполнети одредени критериуми и по завршувањето на целиот тој процес Северна Македонија и сите држави од Западен Балкан ќе бидат дел од Европската унија. Без гаранција за такво нешто ќе биде обиди за надминување на проблемите кои што ги имаат, оние за кои што зборувавме пред малку, и парцијални решенија кои што нема да го донесат посакануваното решение. Пред неколку дена Скопје го посети шефот на грчката дипломатија Ден Диас, беше и во Тирана. Ова се можеби се вколопува со тоа што пред само 10 дена грчкиот премиер Мицотакис беше беше во официјална посета на Вашингтон, имаше средба со Бајден, него го придружуваше Ден Диас. Знаеме дека САД вложува напори за да се отворат што побрзо преговорите за Скопје и Тирана. Дали оваа посета е коинциденција или пак можеби САД ги отвара картите зад затворени врати? Можеме да претпоставуваме многу. За мене е добродојдена. Било која посета од страна на грчки политичари е добродојдена, затоа што само го засилува функционирањето и имплементацијата на договорот од Преспа. Она што меѓутоа многу би сакал да го видам во многу скоро време да се случи е посета на Мицотакис на Северна Македонија, затоа што тоа ќе покаже дека ова не е само политика која што неговата влада има наследено, туку дека е прашање за кое што и тој самиот се застапува. Така, моето последно прашање, Институтот Преспа прави анализи, обсервации, колку има, ако можеме да кажеме така наречено проруско расположение кај граѓаните во однос на тоа што се залагаме за членство во Европската унија во последниот период? Станува збор за нашата обсерваторија на влијанието и имиџот на државите. Следиме 64 држави, значи не ја следиме само Русија, следиме голем број на други држави и се обидуваме да видиме какви се односите помеѓу државите, Северна Македонија и овие 64 држави и колку нашите граѓани знаат за надворешна политика, како се гради и така натака. Од истражувањата, следејќи пред се традиционални, кога зборувам традиционални, зборувам и за електронски и за традиционални печатени медиуми, меѓутоа медиуми во вистинска смисла на зборот, и социјални медиуми. Гледаме каков е јавниот дискурс. Се обидовме да направиме истражување на јавното мислење, направивме фокус групи, направивме анкета на репрезентативен примерок, фокус групи, интервјуа и така натаму. И успеавме да видиме дека во Македонија прво нема автентичен проруски сентимент. Таквиот сентимент кај македонецот, тоа буквално кај македонецот, доаѓа преку прокси,
заради блискоста на двете држави, заради традицијата и историското минато, заради познавањето на јазикот. Оттаму дури и учеството на Северна Македонија во санкциите против Русија и особено укинувањето на двата пропагандистички руски медиуми веројатно не врши многу разлика, затоа што пропагандата не е наменета само за Македонија преку овие медиуми, може да дојде преку регионот и таквата ја примаме преку регионот. Има забележливо многу ангажман на социјалните медиуми во дискусија за поддршка на Русија, кој што многу лесно се корелира со искажани националистички, македонски националистички ставови, отпор кон новото име, кон Преспанскиот договор, омраза или предострожност, зависи колку сакате да бидете директен во опишувањето кон Бугарија. Тоа се веројатно темите за кои што најмногу се зборува. Многу високо котира и темата за Украина и поддршката за Украина и справувањето со агресијата или со инвазијата, што искрено ме радува затоа што тоа е цивилизацијска должност на секој човек. Така што има теми кои што ги афектираат нашите надворешни односи. За среќа, меѓутоа, немаме автентичен проруски сентимент. Тоа сепак не значи дека на тоа ќе застане. Ако погледнеме два индикатори кои што се важни. Прво, идентификувањето на државите како најголем пријател на Македонија и особено партиската припадност. Има две партии од македонскиот блок каде што Русија котира исклучително високо, кај едната дури е и на второ место, кај ова втората на која што е и на второ место, ако продолжи со агресивното комуницирање во јавноста на надворешно политички теми, антизападен сентимент, антилиберални и демократски вредности, тогаш можеме да се соочиме со многу поголема тема или со многу поголема веројатност оваа тема да прерасне, да се отвори пошироко и да почне граѓаните да почнат да влијаат на креирањето на надворешната политика. Иако во овој момент надворешната политика во државава се уште ја креираат елитите, комуницирајќи помеѓу себе и водејќи се од некакви разумни принципи на действување во меѓународните односи. Господин Арондич, најпрво ви благодарам за одвоеното време и за разговорот. Како гледате на поделеноста помеѓу Истокот и Западот? Pa, znate kako je li, zaista treba iz principijelnih razloga reći da to jeste invazija Rusije na jednu nezavisnu državu, dakle članicu Ujedinjenih naroda. Zaista treba reći da izgovori koje smo slušali od Rusije kad je ukrajinski rat u pitanju prosto nisu validni. Ove stvari treba prepustiti analitičarima, ali u kontekstu i teme o kojoj danas govorimo ovdje na ovoj radionici, dakle kad vidite silnu masu ljudi koja se pokrenula iz svojih kuća, sa svojih ognjišta, kad vidite djecu, onda vas vrate zapravo u neko vrijeme kad sam ja kao mlad čovjek svjedočio svemu tome u Bosni i Hercegovini. I taj kontekst zapravo senzibiliziranja javnosti negdje osjećam i kao moj zadatak sada, da ljudi jednostavno suosjećaju sa ljudskom patnjom. O političkim razlozima, kažem, neka govore političari s jedne strane, s druge strane mislim da je važno razviti, dakle, senzibiliziranost za patnju običnog čovjeka u Ukrajini s jedne strane, ali s druge strane razumijeti i da svi Rusi sasvim sigurno ne podržavaju ono što njihov predsjednik radi u njihovo ime, tako da se plašim da ne odemo u drugu krajnost, da ne generaliziramo zapravo cijeli ruski narod, sve ono što je Rusija kao zemlja bogate kulture, bogate historije zapravo dala svijetu, i mislim da je tu negdje važno naći balans, ne upasti u zamku politike, pa zbog političkih razloga i onoga što se danas dešava u Ukrajini, a zaista se dešavaju jezive stvari, napraviti zapravo grešku i u Rusiji optužiti neke ljude koji ni krivi ni dužni zapravo trpe posljedice onoga što njihova vlast radi. Ovo je ozbiljna situacija, dakle, ja sad kao građanin Bosne i Hercegovine govorim, negdje
razmišljam i vrlo sam oprezan, zapravo je to tako da kažem, naravno želju da rata u Bosni i Hercegovini ili našoj regiji ne dođe ponovo, ali mislim da svi trebamo biti oprezni, trebamo biti mudriji, pametniji, dakle, nego što smo bili 90. godina kad nam se sve skupa desilo. Taj ruski utjecaj na naš dio svijeta, dakle, i kad je moja zemlja u pitanju, i kad je Crna Gora u pitanju, pa i Makedonija, dakle, taj utjecaj sasvim sigurno ne prestaje, on se naravno ogleda na različite načine. Ukrajinski rat da se završio brže nego dakle, traje još uvijek, da je završen za nekoliko sedmica, ja nisam siguran da u našem dijelu svijeta ne bi došlo do destabilizacije i zapravo do ugrožavanja sigurnosti. Kako da se začuva stabilnost v regionu i Bosna i Hercegovina, koja što mnogo često se spomnuva od strana na EU liderite, Evropskата komisija, Josep Borrell i taka natamo i taka natamo? Ja mislim da je zapravo se čini da u momentu najkrevka točka je Bosna. Mislim da je jako važan zapravo pojačan angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, znate. 90-ih je Bosna i Hercegovina bila manje više prepuštena sebi do samog kraja rata. Jalovi pregovori bez rezultata, veliki broj ljudi je morao da napusti svoje domove, veliki broj ljudi je ubijen, na kraju se desio genocid u Srebrenici koji je međunarodno priznat, a mi smo taj genocid vidjeli 92. i u zapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine, vidjeli smo koncentracijske logore, vidjeli smo stotine hiljada ljudi kako napuštaju svoje domove. Ta je slika negdje kod ljudi u Bosni i Hercegovini prisutna i prisutan je jedan dojam da nas je izdala zapravo međunarodna zajednica, demokratski napredni svijet. Razumijem da je naravno samobrana važan moment, ali kad je protiv vas jedna sila, kakva je tada bila Jugoslavenska narodna armija, a vi imate embargo na uvoz oružja, onda nemate priliku da se branite. Tako da zaista odbrana Bosne i Hercegovine na kraju ušla u anale vojne analitike s jedne strane, s druge strane ta razočaranost u dio međunarodne zajednice i dalje je prisutna. Pojačan angažman Europske unije, vraćanje punog interesa Sjedinjenih Američkih Država na Bosnu i Hercegovinu, na kraju krajeva Dejtonskim mirovnim sporazumom je garantiran mir u Bosni i Hercegovini. Dejtonskim mirovnim sporazumom je predviđeno da vojne snage Europske unije, odnosno NATO saveza, budu prisutne u Bosni i Hercegovini u određenom broju, da reagiraju ukoliko sigurnost bude ugrožena, je nešto što, ponavljam, je sastavni dio mirovnog ugovora zahvaljujući kojim je stao rat u Bosni i Hercegovini. Da probam da budem kratak, zapravo plašim se da mi u Bosni i Hercegovini i dalje nismo sigurni u potpunosti, plašim se destabilizacije prilika i upravo iz tog razloga mislim da je međunarodna zajednica odgovorna da kroz jedan jači angažman i diplomatski, pa ako treba preventivno vojni, ne u smislu vojnog djelovanja, ali dakle jasne odluke da je spremna i vojno da djeluje ukoliko dođe do ugrožavanja sigurnosti u Bosni i Hercegovini, to bi negdje bili znakovi građanima Bosne i Hercegovine da sigurnost neće biti ugrožena na način da će u našoj zemlji biti ponovo rat. Svima je preko glave rata, znate, mislim da ljudi to suštinski ne žele s jedne strane, a s druge strane, znate, jedan metak kad se ispali, stvari izmiču u kontroli. Ljudi kažu treba novac za rat, uvijek se nađe novac za rat. Ljudi kažu, ok, evo i ja kažem, svima je do ovdje ideje da bi rat ponovo mogao biti, a kad počne rat ima koji da ratuje. Ne smijemo podcijeniti zapravo opasnosti u kojima se danas cijeli svijet nalazi, pa tako i naš dio svijeta, pa tako i država Bosne i Hercegovine. Изминатиот период пораките од европските лидери се дека Западен Балкан треба да се интегрира во Европската Унија, затоа што станува збор и за безбедносно прашање во контекст на ова што го зборувате. Меѓутоа на 9 мај францускиот претседател Макрон спомна една друга идеја, Европска политичка заедница. Како ви се чини вас оваа идеја? Колку таа би била прилика или решение за интеграција, ако можеме да кажеме, на Западен Балкан, ако влезе тука и Босна и така натаму, колку би се смириле тие идеи или желби со оглед на тоа дека и Македонија чека да стане полноправна членка и останатите земји кои што веќе преговараат, но и оние кои што сакаат да влезат и Босна? Dakle, svaka vrsta integracije koja podrazumijeva očuvanje pune suverenosti svake od država
s jedne strane, dakle, kao jedna početna faza. Naravno, vi kad postajete članica Europske unije, uvijek dio svog suvereniteta prenosite na savez kojem pristupate, ali dakle pod nekim uvjetima pod kojima su ostale članice Europske unije postale članice tog saveza, ja ipak mislim da je Europska unija najbolje rješenje. Da je ovo sve drugo onako alternativa i gašenje vatre, znate, i opravdanje zapravo da se nama ne dozvoli da postanemo punopravne članice Europske unije. Za Bosnu i Hercegovinu je naravno, nažalost, ne postoji unutrašnji dogovor o pristupanju NATO-u, mada određeni dokumenti jasno pokazuju da smo mi na tom putu, ali za potrebe dnevne politike vi iz jednog dijela Bosne i Hercegovine od, dakle, dužnosnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska imate odbijanje ulaska Bosne i Hercegovine u NATO, slijeđenje Srbije u tome, pa se u tom dijelu Bosne i Hercegovine promovira vojna neutralnost zemlje. Ja s druge strane mislim da bi članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu prvo sasvim sigurno otklonilo mogućnost rata, drugo, NATO donosi investicije, znate, pristupanje NATO razvija ljudska prava, pristupanje NATO donosi zapravo čitav niz beneficija u kojima mogu uživati svi građani Bosne i Hercegovine. Za nas je, dakle, za državu Bosnu i Hercegovinu je važno pristupanje NATO i ubrzano pristupanje Europskoj uniji. Svi drugi savezi, ponavljam, su gašenje vatre, neko trenutačno rješenje, dobro ste rekli, alternativa, međutim, bez punopravnog članstva mislim da pune stabilnosti nema. Čak vi vidite da se različito u ovoj situaciji ponašaju i zemlje članice Europske unije. Vidite kako se Mađarska ponaša u odnosu na ukrajinsku krizu. Čujete šta hrvatski predsjednik govori u kontekstu ukrajinske krize, pa je u zadnje vrijeme ipak odlučio da svoje stavove, barem one koje iznosi u javnost, stavi u jedan, hajde da kažemo, europski prihvatljiv kontekst. Ali vidite, dakle, razlike unutar same Europske unije. Vidite na koji način se Njemačka odnosi kad je posrijedi pitanje energenata. Jednostavno interesi čak i u takvoj zajednici su različiti, heterogeni. Na stranu sve to i Makedonija, i Bosna i Hercegovina, i Crna Gora, i Srbija naravno, i Kosovo, svi zapravo trebaju biti punopravne članice Europske unije. Za kraj, što je najpotrebno v momentu da napravi Evropska ta unija, da ne se svede samo na deklarativni izjavi s ogled na to, дека сите веќе се изморени, може би, од чекање? Da se u zavisnosti od stepena napretka svake od naših zemalja ka Europskoj uniji ubrzaju koraci. Konkretno za Bosnu i Hercegovinu je to kandidatski status u ovom momentu. Ja znam da mi imamo puno neriješenih problema u zemlji. Ja odlično znam kako se ponašaju političke elite u mojoj zemlji. Ja odlično znam koliko je stvari do nas, dakle do onih koje smo mi birali. Ovo sve što vam govorim ne amnestira, dakle, vlasti Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Kosova od našeg dijela odgovornosti. Međutim, zbog globalne krize, zbog činjenice da zapadni svijet proklamira, dakle, demokratske vrijednosti, vrijednosti ljudskih prava, upravo Europska unija treba da bude vodilja i da konkretnim koracima, kažem, u zavisnosti gdje smo u ovom momentu došli, da se deblokira put vaše zemlje na kraju krajeva. Da, kako gledate na sporot помеѓу Скопје и Софија? Znate kako? С оглед на тоа дека тука станува збор, се бараат преговори за јазик, идентитет и тоа доаѓа директно од земја членка на Европската унија. Znam da je to i tu je negdje linija manjeg otpora Europske unije. Čini mi se da su nepravedni prema Makedoniji. Znate, Makedonija je nezavisna država, članica Organizacije Ujedinjenih naroda, država koja ima svoju historiju, tradiciju, kulturu, jezik. Makedonski identitet je nesporan. To je moje mišljenje, mislim da dovoljno poznajem stvari i ovo mogu da kažem. Mislim da i unutar Europske unije trebaju da postoje mehanizmi gdje će se svakoj od članica vrlo jasno reći da postoje određene granice. Dakle, ne može se svaka od zemalja Europske unije ponašati kako prije, to čini mi se bilo puno bolje regulirano. Sada nekako vi vidite zapravo koliko i Europska unija puca po šavovima.
pregovorima i koliko je zapravo solo akcija, jeli, unutar same Europske unije i negdje u tom dijalogu između Skoplja i Sofije, ja razumijem da je on potreban, ali čini mi se da se Makedoniji kao državi, evo Sjevernoj Makedoniji, da budemo politički korektni, da se na izvjestan način nanosi nepravda samoj državi, a sasvim sigurno puna nepravda građanima Makedonije. Sasvim sigurno, i mislim da se i taj pristup mora mijenjati kad je u pitanju Europska unija. Dakle, što ne reći, jedna vrsta pritiska na Sofiju, zapravo diplomatskog pritiska naravno, da se u skladu s najvišim evropskim standardima zapravo razgovara s Makedonijom. Ja nisam historičar, historičari nek razgovaraju, pitanja su tu da se rješavaju, otvorena pitanja treba rješavati. Ja samo mislim, dakle, da Makedonija u jednom političko-pravnom smislu zaslužuje puno članstvo u Europskoj uniji. Sutra, za 2 ili 5 godina nije važno, ali građani i vaše države, i Bosne i Hercegovine, svih država koje sve vrijeme pominjemo, ovo zvuči kao fraza, dakle, zaslužuju prosto da budu dio Europe, jer mi jesmo Europa. Dakle, nismo neki drugi kontinent, prosto naravno i da jesmo neki drugi kontinent, uživali bi tamo, patili se tamo, radili bi tamo, osnivali porodice tamo, ali ako smo već na ovom kontinentu, jeli, gdje jesmo, i ako već postoji zajednica koja se zove Europska unija, mislim da naravno i do građana mi moramo svojim djelovanjem i do medija i do nevladinih organizacija zapravo tjerati naše vlasti da prave ključne korake ka europskim integracijama. Ja zaista, ako mi dozvoljavate, želim da kažem još jednu stvar, jeli, konkretno, dakle, kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, to se može odnositi i odnosi se i na druge zemlje regiona. Dakle, nepovjerenje u institucije, korupcija, nepotizam su stvari koje jesu zajednički problemi svima nama. Dakle, i mi ih negdje kroz pritisak na one koji nas predstavljaju, kroz izbore, opet ponavljam, kroz čitav niz organizacija koje nose predznak nevladine, moramo vršiti, dakle, moramo djelovati u tom pravcu. Djeluje možda utopistički, djeluje možda idealistički, ali je ovo proces, ovo je tranzicija, nažalost predugo traje, nažalost predugo, dakle, svjedočimo ovome o čemu sam govorio, o pronevjerama, svjedočimo o jednoj potpunoj odvojenosti političkih elita od naroda. Znate, ti ljudi koji nas predstavljaju, mi ih biramo, to je tačno, ali ti ljudi koji nas predstavljaju, čini mi se, su potpuno izgubili osjećaj za realnost. Oni su zapravo potpuno izmaknuti, čini mi se, više i ne razumiju potrebe onih koje predstavljaju. Okruženi ljudima koji im daju za pravo, za svaki korak koji naprave, dakle, promjena paradigme tih naših političkih, reći ću pod navodnicima, elita, i načina odnosa prema građanima je nešto što će se morati desiti da bismo mi bili sastavni dio europskih integracija. Тоа беше се од ова издание на Европата. Останете со програмата на телевизија 24.